Во судницата позади мене, најголема во државата, која што се наоѓа недалеку од затворот Идризово, денеска започна судскиот процес за случајот и трагедијата во Кочани Пулс. Најсилниот момент беше воведниот говор на обвинителот Борче Јанев, кој истакна дека Пулс не изгорел само објектот, туку изгорела целата илузија и дека системот штити, а вербата е таа кај сите присутни и кај родителите кои што денеска во голем број беа тука, дека одговорните се токму на обвинителна клупа. Тој го нарече клупот буре барут и посочи дека покојните музичари ги донеле пиротехничките средства, но вина гледа во целиот систем кој замежал пред пропустите. По завршување на воведниот говор на обвинителот, присутната јавност го поздрави со аплауз. Еве дел од говорот. Катастрофата во Кочани не настана од действие или пропусти на една човечка рака. Не настана само како последица на активацијата на пиротехниката таа кобна ноќ, на 16 март 2025 година. Од навидом обичен сценски ефект, кога искрите од пиротехниката донесоа небиднина. Впрочем, снимките кои ни потресоа сите и го обиколија светот, се само завршниот и фатален чин на ова институционално, невидливо, а реално, многу присутно и одгаено зло. Поистина виделина таа вечер. Во Кочани не изгоре само објектот на Клуб Пулс. Изгоре со него и илузијата. Дека одговорните во системот се тука кога треба да заштити. Изгоре и вербата дека оној што бил повикан, постапил навреме да спречи. Процесот започна со исклучителна напната атмосфера уште од рано утрово, кога сопственикот на дискотеката беше спроведен во судница од затвор со полициска придружба. Родителите на жртвите го пречекаа со извици убиец. Имаше и герила акција на движењето кој е следен пред самиот влез на судницата. Родителите велат дека немаат оптимизамот и правдата ќе биде задоволена, стравувајќи од сценарио слично на Ласкарци и други трагедии кои што ги памти Македонија. Треба да иде. 20 години не сметаме дека правдата ќе биде задоволена. 63 млади животи се уништени. А сите деца, како што загинаа наште, како што сме ние две мајки присутни тука, сите мајки се со истата болка. Преталентирани деца, преубави деца, може секој да ги види на сликата. Во однос на самиот тек на судењето имаше обиди за одлагање, одбраната реагираше дека дел од доказите, поточно комуникацијата меѓу членови и обвинети лица била на албански јазик и истите не биле преведени, сепак судијката Дијана Груевска-Илиевска беше децидна, одлагање нема. Судот донесе решение да се спојат две постапки, онаа за Агенцијата за обезбедување и онаа за самиот пожар во еден интегриран предмет заради ефикасност. Судијката најави санкции за секое идно неосновано одолговлекување или пак евентуално поднесени медицински белешки за кои најави дека дополнително судот ќе ги проверува и доколку се утврди било каква нерегуларност, истите ќе бидат казнети од страна на судот. Следното рочиште е закажано за вторник.